А да му дајме на стариот, да го напушиме. Ќе не упука и двајцата. Брат, знаеш и сами, само дрога и рок-н-рол спасува. Исцелител кој е прва македонско-грчка копродукција сниман со работен наслов Тајната состојка е веќе во Холивуд. Вели режисерот Ѓорче Ставрески, кој преку Скајп од Лос Анџелес специјално ја пренесе атмосферата за Гласот на Америка за досегашните затворени проекции за членови од Академијата. Кампањата на Исцелител за Оскарите е поддржана од Агенцијата за филм на Македонија и од Eurolink осигурување. Беше пуна салата, не очекувавме баш сите да дојдоа сите. Тоа се членови на Академија, знаеш, мислам, тешко ги каниш, тешко доаѓаат на скрининзи. Така да стварно многу поминав, преубави комплименти добивме за филмот. Како бајка е реално, знаеш. Македонскиот кандидат за Оскар е во конкуренција со уште 87 филмови. Гласањето од Академијата е на 10 и 11 декември. Веќе на 17 декември ќе бидат познати филмовите кои влегле во потесниот круг. За досегашниот живот на филмот, Ставрески вели. Филмот до сега се прикажа на преку 50 фестивали за нешто повеќе од една година. Значи имаме скоро фестивал неделно, премиера на еден фестивал неделно во текот на минатата година. Инаку добивме 15 интернационални награди. Филмот беше, се уште е дел од познатата мрежа HBO во Македонија и во 17 останати земји во Европа. Имаше звездени рецензии на Hollywood Reporter, Variety, имавме препуни проекции во Македонија, го видоа повеќе од 24.000 луѓе. Ти си имаш твој проблем и тоа е еден куп. Леле, што мајката мислиш дека правиш? По интензивното лобирање во Лос Анџелес, проекциите за членови од Академијата кои што одлучуваат за кандидатите за Оскар од неанглиско говорно подрачје, наскоро ќе се знае дали Исцелител ќе се најави на скусената листа на Холивуд. Оставите го си ми да вјева мамата двија. Да ми тури некој во мојата пијачка марихуана, без да знам. Земам пушката, бам, одма. Нема заебање со тоа.